И покрај тоа што го велат нивните влади, граѓаните во светот сакаат да им помагаат на бегалците. Ова е резултатот од најновото истражување спроведено од Amnesty International со цел детерминирање на тоа колку обичните луѓе се подготвени да помагаат во бегалски кризи. Најгостопримлива земја за бегалците е Кина, пошто следуваат Германија и Британија. Во првиот извештај за регистрирање на светската прифатливост на бегалците, Amnesty International забележува дека 80% од 27.000 испитаници во 27 земји изјавија оти би примиле бегалци во нивните градови, соседство и домови. Додека 1 од 10 изјавил дека ќе им дозволи на бегалците да останат кај нив дома, само 17% се против тие да влезат во нивните земји. Скоро 73% од луѓето сметаат дека на оние што бегаат од војна би требало да им биде дозволено да бараат азил во други земји. Human solidarity is very visible, it's clear across the world. Човечката солидарност е многу видлива и јасна. Луѓето во светот сочувствуваат со оние што се принудени да бегаат од војна или прогон. Тие чувствуваат дека воредни ситуации бараат вореден одговор, вели генералниот секретар на Amnesty International Салил Шети. Тој оценува дека резултатите покажале оти одговорот на повеќето влади на бегалската криза не соодветствува со јавното мислење. Се соочуваме со криза на лидерството во врска со ова прашање. Немаме многу луѓе како германскиот канцелар Ангела Меркел, која се соочи со известно противење, рече Шети. Меркел со месеци е исправена пред обвинувањата дека била премногу отворена спрема мигрантите. Само лани Германија прими над 1 милион мигранти. Скоро сите германци вклучени во анкетата и 87% од британците изјавија дека би дозволиле бегалци во нивните земји. Тие најмалку се добре дојдени во Русија. Само 61% од русите рекле дека би примиле бегалци во нивната земја. Според Шети, во Русија мислењето е контролирано од државата, а државните медиуми водат кампања против мигрантите и бегалците. Полска, Унгарија и другите поранешни комунистички земји сметаат дека имиграцијата, особено од муслиманскиот Блиски Исток, ќе ги наруши нивните хомогени општества. Скоро половина од кинезите вклучени во анкетата изјавиле дека би живееле заедно со бегалци, додека 86% се согласуваат од кинеската влада би требало повеќе да им помага на луѓето кои бегаат од војни. Според Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, Кина и Русија немаат прифатено сириски бегалци. Шети смета дека е време лидерите да преземат акција со оглед на тоа што бројот на бегалците во светот достигна рекордно ниво и е над 60 милиони. We cannot have this lurching response from crisis to crisis. Не можеме да имаме ваков колеблив одговор од криза во криза. Ни треба постојан систем за дистрибуција базиран врз размена на глобалната одговорност. Ова е повик од луѓето до нивните влади и тие треба да ги слушаат, изјави генералниот секретар на Amnesty International Салил Шети.